АД водостопанство ќе се реорганизира, а одлука за моделот ќе донесе владата на една од седниците во текот на овој месец, најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски по реакцијата на земјоделците дека во Овчеполието немаат вода за наводнување, иако е полна браната Калиманци, и реакцијата на земјоделците од Велешко дека цената на водата за наводнување е висока. На министерството обврска е политиките. И политиката во водостопанство е како да го реформираме водостопанство, зашто сум формирал работна група која што го заврши својот извештај и во текот на август ќе се одржи тематска седница на влада на која што конечно ќе се одбере моделот по кој што ќе се реорганизира АД водостопанство. Уште повеќе, како политика, заради тоа што тоа ни обврската, сметам дека треба да го децентрализираме и треба да добијат повеќе можности, бенефити и слобода во управувањето подружниците на АД, кои што се најблиско до граѓаните и до земјоделците и кои што најблиско ги знаат проблемите. Министерот најави нова цена за користење на водата за наводнување, но не е сигурен дали таа ќе се применува од годинава или од наредната година. Во делот на ценовникот кој што е донесен на АД водостопанство, владата дава само согласност, него носи министерството, меѓутоа по моја иницијатива ќе биде разгледан овој ценовник кој што е донесен, заради тоа што треба сите да знаеме за колку се зголемуваат цените, знаеме за дека 20 години не се покачени цените и во оваа одлука не станува за промена зголемување на цените, туку делумно усогласување со одредени трошоци. Николовски соопшти дека Министерството за земјоделство го решило проблемот со наводнувањето на Овчеполе, но рече дека тоа е надлежност на АД водостопанство. Со полициска контрола и со мобилизација на сите институции успеа сега водата да стаса до нивите. Кои се прашањата, треба да се најдат одговорите. Дали има нелегални приклучоци, дали се троши водата за други потреби и така натаму. Она што е наша обврска, да се грижиме, ние се грижиме и тој проблем дадовме поддршка на АД водостопанство.